Централен дневник на регионалната К1. Добро вечер. Еве ги настаните кои го одбележаа денот. Граѓанското движење за одбрана на Македонија и платформата Протестирам со протести во Велес. Општина Велес изработи програма за енергетска ефикасност за периодот од 2016 до 2018 година. Променливото време ги наполни амбулантите на матичните лекари. Мировен собир во центарот на Велес одржа граѓанското движење за одбрана на Македонија. Посочено беше дека решавањето на политичката криза е можно само со избори на 5 јуни, а се упати и осуда за сквернавењето на спомениците. Неформалното движење Протестирам пак со протест низ улиците во Велес искажа незадоволство од одлуката за аболиција на председателот Иванов. На вчерашниот собир во центарот на градот од граѓанското движење за одбрана на Македонија порачаа дека агонијата која во земјава трае веќе 2 години мора да престане. Тие порачаа дека не може да се дојде на власт без избори, како и тоа дека граѓаните не сакаат власт која ќе брка од работа, ќе креира криза и која ќе работи спротивно на националните и државните интереси. Ликовниот уметник Трајче Чатмов рече дека е жалосно сквернавењето на спомениците во земјава. Ова лудило мора да запре. Ке го дочекаме 5 јуни. Македонија ќе победи на 5 јуни и ќе продолжи да чекори напред заедно со своите граѓани, бидејќи тоа е интересот на сите нас и бидејќи тоа им го должиме на нашите деца. И неформалното движење Протестирам одржа протест низ улиците во Велес. Денеска повторно се собравме, по веќе 6-ти ден, за да порачаме не за аболицијата на нелегитимниот председател и да повлече аболицијата. Мислам дека нашата цел е јасна, едноставна и мислам дека ќе достигнеме нашата цел. Поддржувачите на Протестирам беа собрани кај Авона, се движеа по улицата Благој Ѓорев и стигнаа до центарот на градот. Поддршка од 80% за набавка на високоприносен добиток е новата мерка за сточарите, која денеска ја промовираше лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Целта на мерката е обезбедување поголема мотивираност на сточарите за модернизирање на стадата со вакви грла. Нова мерка со која ќе се субвенционираат сточарите со 80% од сумата, која би ја потрошиле за набавка на високоприносен добиток, промовираше председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Тој ја искористи посетата на сточарска фарма во селото Нова Брезница, општина Сопиште, за промоција на мерката, која ќе биде во изборната програма на оваа партија. Целта на мерката е обезбедување поголема мотивираност на сточарите за модернизирање на стадата со вакви грла. 80% до вредност на трошок од 10 милиони денари. Тоа е огромна помош. Да речеме, една таква крава чини околу 2000 евра. И за набавка на, например, 20 крави се потребни 40.000. Од тие 40.000, 80% ќе ги покрие државата или 32.000 евра. Само 8.000 евра треба да ги покрие сточарот, собственикот, чии што собственост ќе бидат. А и тие 8.000 може да ги земе од Банката за развој на Македонија со 2% камата, каде што се обезбедени околу 10 милиони денари за ваква работа за давање на поддршка на сточарите. Средствата ќе се спроведуваат како неповратна финансиска поддршка за набавка на високостелни педигрирани јуници со исклучок на јуници од расата буша, педигрирани машки и женски приплодни грла овци, педигрирани машки и женски приплодни грла кози и педигрирани свињи, нерези и назимки, оригинали или хибриди, потенцираше Груевски. Мерката треба да стапи на сила на 1 јануари идната година. Општинската администрација изработи програма за енергетска ефикасност за периодот 2016-2018 година. Преку програмата, како што вели градоначалникот Чадиев, ќе се променат фасадите и прозорците, а светилките ќе се заменат со штедливи.
Програма за енергетска ефикасност за периодот 2016-2018 изработи општинската администрација, за која доби позитивно мислење од Агенцијата за енергетика на Република Македонија. Во истата се опфатени сите објекти на локалната самоуправа. Тука спаѓаат зградите на сите училишта, општинската зграда, територијалната противпожарна единица и сите други кои се под надлежност на општината. Конкретна промена на заштита за електрична ефикасност, значи правиме, ќе сакаме да правиме во сите сегменти, дел ние ќе финансираме, поголем, доста ќе финансира општина Велес, меѓутоа ќе имаме и проекти што кои ќе настапуваме пред меѓународните институции, пред државните институции со наши проекти пододедено, претходно изработено и аплицирано и очекуваме да поминеме слично како што поминавме сега за градинките, проектот што е за енергетска ефикасност. Чадиев вели дека ќе треба да се променат фасадите и прозорците, замене на светилките со штедливи. Програмата предвидува и подобрување на општинските услуги. Јас очекувам дека добар дел од оваа програма ќе биде остварена, бидејќи ние имаме предвидено на 61 страна рокови, активности кои што се предвидени за се тоа биде програма остварена во наредниот 2 годишен период. Во изминатиот период во општина Велес се изработија низа проекти за енергетска ефикасност, меѓу кои во гимназијата Кочо Рацин, градинката Димче Мирчев, средното стручно општинско училиште Коле Неделковски, замена на постоечките со штедливи светилки и низа други проекти. Програмата за енергетска ефикасност ги задоволува сите стандарди кои се предвидени со законите на Република Македонија. Согласно програмата за комунално уредување во 2016 година, општина Кавадарци започна со активности за обележување на хоризонтална сообраќајна сигнализација по градските улици и локалните патни правци. Согласно програмата за комунално уредување во 2016 година, општина Кавадарци започна со активности за одбележување на хоризонталната сообраќајна сигнализација по градските улици и локалните патни правци. На вкупна површина од 4000 метри квадратни ќе се обнови бојата на пешачките премини, такси и автобуските стојалишта, а ќе се интервенира и на надолжните линии и стрелките за покажување на правец на движење на улиците во градот, како и на локалните патни правци. За таа намена ќе бидат потрошени 2800 килограми боја. Од општината апелираат до сите граѓани и учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи во времето додека трае одбележувањето на сообраќајната сигнализација во Кавадарци. Со завршување на оваа редовна активност на општината ќе се влијае директно на подобрување на безбедноста на сообраќајот. Високите дневни и ниските ноќни температури е една од причините за зголемен број на заболени. Покачен крвен притисок, настинки и чести главоболки се најчестите симптоми на кои се жалат пациентите во овој период. Променливото време ги наполни амбулантите на матичните лекари. Високите дневни и ниските вечерни и утрински температури се едни од причините за зголемен број на заболени. Покачен крвен притисок, настинки и чести главоболки се најчестите симптоми на кои се жалат пациентите во овој период. Некако не ни запреа овој период и оваа година, многу долго време ни се провлече период со настинки, со кашлици, со затнати носови, сега веќе е период и на алергии, цветаат дрва, травки, полени има во воздухот, така да бројката никако да стивне на први влезови во нашите амбуланти. Пациентите никако не треба да се лекуваат на своја рака. Посетата на лекар е задолжителна, предупредуваат лекарите. Препораките се соодветно облекување, значи ако е ладно мора топло, ако веќе се стопли да биде слоевито облекување за да може човекот во текот на денот, значи под себе да носи и на кратки ракавчиња нешто и джемперче некое, така да се да си носиме она што е потребно со нас, да не се пие ладна вода кога е загреан човек, после бањање да не се излегува, најбитно е нозите да се на топло, заради тоа што да не се расоблекуваат боси, бидејќи се уште сме месец април, каде што
варираат овие температурни разлики. Според лекарите, овој период луѓето треба повеќе да внесуваат витамини, да не се изложуваат на провев и да се облекуваат соодветно на времето. При изложеност на сонце да се носи задолжително капа и очила. Селото Извор, кое се наоѓа во близина на Велес, станува туристичка дестинација. Природните богатства со кои овој предел изобилува се повеќе ги привлекуваат посетителите. Катерина Нацева ни ја донесува оваа приказна. Дека луѓето знаат да ги чуваат и почитуваат природните богатства, сведок е селото Извор кое се наоѓа во близина на градот Велес. Специфично за ова место е изворот кој се наоѓа во центарот на селото, па токму затоа истото е наречено извор. Водата од него се користи за пиење и наводнување и таа е со константна температура од 12 степени Целзиусови, без разлика на надворешните временски услови. Легендата вели дека овој извор постоел во време на турското робство. Токму на ова место, каде што сега се наоѓаме, пред речиси 200 години постоела воденица, каде мештаните на село Извор се снабдувале со мелено брашно. Со населувањето на македонци во близина на изворот дошло до протерување на големиот турски бег и неговата војска. На времето самата вода што истекува од изворот, надоле на 200 метра имало воденица, што е сега малце руинирана, а се користела за мелење на крма и на брашно за исхрана на населението. Пред 200 години во турско време изворот е изграден вака созидано, изворот инаку било обично мочурище, но го изградиле, го созидале и го пренамениле за воденицата за наводнување, инаку таа вода се растурала и одела во реката. Ова место и денес е гордост за жителите на Извор. Многу често доаѓаат туристи кои сакаат да ја слушнат приказната и да се напијат вода од познатиот извор, вели нашиот соговорник Каме Мирчевски. Како атракција самото место и самиот извор е атрактивно и пошто на 5 км од тука се наоѓа и болницата Јасеново, луѓе поминуваат, запираат тука, се одмараат, се напојуваат вода. Населението во Извор претежно се занимава со одгледување на земјоделски производи, но покрај нив се застапени житните култури. Исто така застапено е одгледување на лозија, од кое се прави вино и ракија, но за домашно производство. Голем дел од населението се занимава со тутун. Во селото живеат околу 450 жители кои се со македонска националност. По 10-ти пат одржана хуманитарната манифестација "Да трчаме здраво е". Мини маратон и продажба на домашни производи и годинава на едно место за да се покаже хуманоста. Со мини маратон и продажба на домашни производи и годинава собрани на едно место да се покаже хуманоста. Друштвото на родители за грижа за здраво поколение Велес и оваа година организира настан под мотото "Да трчаме здраво е". Во чиј склоп се две активности, една трка или мини маратон низ улиците на Велес која беше оваа година ќе биде на стадионот и продавање на домашни специјалитети изработени од членовите на нашето здружение и наши соработници кои се продаваат и од собраните средства хуманитарно се доделуваат на едно дете од нашиот град. Тоа оваа година ќе биде на една девојка од основното училиште Блаже Коневски. Иако од ревијален карактер, во мини маратонот учествуваа голем број на ученици од различна возраст од основните и средни училишта во Велес. Целта е да се оттргнат од секојдневието и преку спортот да се дружат заедно. Трката е со ревијален карактер, значи нема победник или победен. Секој учесник во трката добива по една маичка со логото на општината и на нашето здружение. Целта на оваа трка е еден час децата да излезат од домовите, да не седат пред компјутер, да се дружат, да се социјализираат и убаво да си поминат. Хуманитарната манифестација традиционално се одржува 10-та година поред, се со цел едукација, спорт и дружење на младата популација. Во текот на утрешниот ден ќе се одржи и вториот настан од хуманитарната манифестација, мини базар, односно продажба на домашни производи. Изведничкиот одред Димитар Влахов го промовираше прирачникот "Тајните на речната бусола М53". Автор на истиот е извидникот Бојан Миклош. Ново извидничко дело на извидничкиот одред Димитар Влахов Велес. Вчера вечер во ликовниот салон во Велес беше промовиран прирачникот "Тајните на рачната бусола М53", чиј автор е извидникот Бојан Миклош.
Прирачникот е прилагоден за извиднички цели, а целта е секој извидник да добие корисни информации, но и да се добие ваков вид на литература на македонски јазик. Поттикот за да почнам воопшто да пишам нешто овакво беше тоа што случајно налетав на литература, на многу квалитетна литература и материјали само на друг јазик, на англиски и на српски. И сватив дека нема ништо такво на македонски. Конкретно тоа беше поттикот да почнам да го работам тоа. А после кога сватив дека всушност и не постои нешто такво кој извидничка литература, тогаш знаев дека морам да продолжам и да одам до крај со пишувањето на прирачникот. Промоцијата на прирачникот беше во рамки на прославата на 30-тите јубилејни средби на извидници. Пред присутните, старешината на одредот Ангел Чегушев го представи начинот на користење на средството и го потенцираше значењето на прирачниците кои тие ги издаваат. Како извидничка организација во Велес, најстара во Македонија, имаме една идеја да едноставно изфрбаме прирачници и го подобруваме извидничкиот начин на живење, извидништвото, да го подкрепиме со литература на македонски јазик. Значи, ние сме користеле разни литератури, англиски, француски, српско, хрватски, српски. Значи, идејата е наша да го промовираме оној извиднички начин на живот на македонски јазик. Оваа година извидничкиот одред Димитар Влахов прославува и 65 години од своето постоење. Оттаму велат дека ќе продолжат со издавачката дејност. Полициски службеници во 2 наврати испречиле обид за превезување на илегални мигранти. Околу 1 милион евра изнесува досегашната загуба на македонски железници од застојот во меѓународниот железнички сообраќај. Вестите од земјава во продолжение. Околу 1 милион евра изнесува досегашната загуба на македонски железници од застојот во меѓународниот железнички сообраќај, поточно несообраќањето на релација Скопје-Солун, изјави за ТВ Нова Никола Костов, директор на македонски железници. За ваквата ситуација известени се сите меѓународни организации, чија надлежност е железничкиот сообраќај и транспорт, и за последиците до кои оваа блокада доведува со спречувањето на основното начело на Европската Унија, а тоа е непречено движење на стоки и лица. Доколку не се стави во функција железничкиот сообраќај, загубите во македонската економија ќе бидат значителни. Пругата е блокирана повеќе од 30 дена. Костов апелира за побрзо решавање на бегалската криза со цел да не трпат сообраќајот и бизнисот, како и за решавање на проблемот од грчка страна. Полициски службеници во 2 наврати спречиле обид за превезување на илегални мигранти. Имено како што соопшти денеска од Министерството за внатрешни работи, вчера во 16 часот и 30 минути од страна на патрулен тим кај клучката на село Удово било забележано патничко моторно возило Ауди со скопски регистарски ознаки кое превезувало мигранти, како и Volkswagen Phaeton исто така со скопски регистарски ознаки кое попречувало да извршат пристигнување на возилото Ауди. Кај клучката кај Демиркапија, патничкото возило марка Ауди се исклучило од автопатот и застанало, а возачот го напуштил возилото со мигранти и побегнал. По кратко време бил пресретнат од страна на патрула на полициската станица Михајлова. Во возилото се пронајдени 16 мигранти, од кои 5 малолетни и 11 полнолетни лица. 2 часа подоцна било забележано паркираното возило Volkswagen Phaeton, а под сомнение дека се работи за организирана група на криумчарење мигранти, лицата се приведени и задржани во полициската станица во Неготино, стои во соопштението на Министерството. Вториот случај е регистриран ноќеска во 2 часот пополно, кога полициски службеници кај селото Удово забележале возило марка Ауди со скопски регистарски таблички, во кое се превезувале 5 мина илегални мигранти. Возачот на возилото побегнал, а мигрантите се однесени во полициската станица во Велес. За настанот бил известен дежурниот јавен обвинител. Дванаесет лица се уапсени во Париз во судирите помеѓу полицијата и антивладините демонстранти, соопшти денеска француската полиција. Рекорден број на земји го подпишаа Парискиот договор. Дури 175 ќе бараат забавување на климатските промени. Ова е светот денеска.
175 земји го потпишаа Парискиот договор кој има за цел да ги забави климатските промени. Ова е рекорден број, бидејќи никогаш досега меѓународен договор не бил потпишан од толку земји за еден ден. Како што јавува ТАСС, настанот се случил синоќа во Централата на Обединетите нации во Њујорк, а истиот се совпадна со вчерашниот ден на земјата. Договорот ќе стапи во сила откако ќе биде ратификуван од 55 земји, кои се одговорни за најмалку 55% од емисиите за штетни гасови. Како што изјави францускиот председател Франсуа Оланд, францускиот парламент ќе го разгледа договорот на 18 мај, а се очекува до летото да биде ратификуван. Дванаесет лица се уапсени во Париз во судирите помеѓу полицијата и антивладините демонстранти, соопшти денеска француската полиција. Веќе 3 недели во Париз секоја ноќ младите одржуваат протести под наслов "Будни цела ноќ" поради најавените реформи на законот за труд, но во меѓувреме демонстрантите протестираат и поради низа други прашања од мигрантската криза до затајувањето данок. Во наредите кои избија по полноќ запалено едно полициско возило, а 12 лица се уапсени поради илегално собирање и фрлање проектили. Со цел да ги растера демонстрантите кои се обиделе да го пробијат полицискиот кордон на плоштадот, полицијата употребила солзавец. Облачно и нестабилно време имавме денес. Метеоролозите и за утре најавуваат слично време. Еве ги деталите за општините од Вардарскиот регион. Ова беше се за денес. Пријатна саботна вечер со програмата на К1.